Започнуваме со регионалните вести. Во нив ќе гледате. Примопредавање на градоначалничката функција од досегашната градоначалничка Теута Арифи кон новоизбраниот Билјал Касами. Значително е зголемен бројот на пациенти на детското оделение во болницата во Гостивар. Започнува пријавувањето за вакцинација против сезонски грип, кој ќе се врши преку страницата Вакцинација МК. Во општина Тетово денеска беше извршено примопредавање на градоначалничката функција од досегашната градоначалничка Теута Арифи кон новоизбраниот Билјал Касами. Уверенија им беа врачени и на избраните членови на Советот. Со нашата победа се врати надежта за достоинствен живот во Тетово. Свесни сме дека од денес мене и мојот тим не чека многу тешка и напорна работа, но со професионалниот и моралниот капацитет што го имаме, без трошка сомнеш ќе успееме, изјави Билјал Касами по преземањето на функцијата градоначалник на општина Тетово. Тој го доби и уверението, пошто заедно со досегашната градоначалничка Теута Арифи го потпишаа документот за примопредавање на функцијата. Од овој момент ќе започне скенирање на актуелните состојби во општина Тетово и веднаш, согласно законските одредби, ќе ангажираме специјалисти надвор од институцијата за целосна ревизија. Граѓаните и надлежните институции треба да знаат како и каде се трошат нивните пари. Граѓаните на Тетово мора да знаат точно колкав долг има нивната општина и како е создаден. Транспарентност почнува од тука. Кој злоупотребил јавни средства ќе одговара. Веднаш ќе почнеме да ја скенираме работата на јавните предпријатија и можеби дури да постапуваме и нови раководни лица на овие предпријатија. Денеска сакам да ја потврдам и заложбата што ја дадов во кампањата, дека членовите на општинската администрација кои професионално ја вршат работата, не само што ќе ја имат мојата целосна поддршка, туку ќе се заложам за нивна унапредување за да го добијат местото што го заслужуваат. Сите останати кои никогаш не се појавиле на работните места и земале плати и паушали на сметка на граѓаните, ги повикувам сами да се повлечат и да се одјават од нивните работни места. Арифи истакна дека водењето на еден град е голем предизвик. Сакам да ја користам приликата да се заблагодарам до мојата администрација, на целата администрација која работеше, до граѓаните и на вас, медиумите, за покривањето на сите настани. Секако дека водењето на еден град е еден голем предизвик, се надевам дека со тој предизвик ќе биде добро и ќе може успешно да се работи за доброто на граѓаните. Денес им беа врачени и уверенијата на избраните советници во општина Тетово. Советот на општина Тетово број 31 советници, од кои 10 добил Демократска унија за интеграција, 8 добил Движење Беса, 4 добил ВМРО ДПМН, 3 Алијанса на албанците, 2 СДСМ, 2 група избирачи Хамди Сулејмани и 2 ДПА. Советниците со пораки дека ќе бидат гласот на граѓаните. Ќе се почитува волја на граѓаните, ќе бидеме гласот на граѓаните и све што ќе биде добро на граѓаните. Посагувам прво здравје на сите советници, па второ да донесуваат одлуки на добро на граѓаните и другото да бидат гласот на граѓани, пошто за тоа беа избрани. Ние од почеток сме се залагале транспарентност, отчетност и чекаме и онлайн седниците на Советот и неколку други точки и се надеваме дека идниот градоначалник ќе ги прифати овие. СДСМ во Тетово има 2 советника, но ќе се потрудиме тие 2 да бидат гласни колку 31. Општинската изборна комисија службено ќе ги достави уверенијата до архивата на општина Тетово, за да може Советот да започне со работа. Кога ќе се одржи првата седница, зависи од советниците.
Значително е зголемен бројот на пациенти на детското одделение во болницата во Гостивар. Покачена температура, кашлање, малаксалост, болки во грлото се најчестите симптоми кои ги пројавуваат децата во сезоната на грип и вирози. Најмалите се најдоа на удар на сезонските вирози и грипот. Во амбулантата на детското одделение во Гостиварската болница по 40 родители дневно бараат лекарска помош од педијатар за своите дечиња. Ги имаат типичните симптоми: покачена температура, кашлање, малаксаност, болки во грлото, кои во некои случаи се пропратени со диареја и повраќање. Ние во детско одделение, односно во амбуланта, скоро секој ден имаме по 40 деца кои доаѓаат со такви симптоми. Грото на децата со такви симптоми, така што овие 2 недели, нарошто последниве дена имаме многу деца што укажува дека има доста деца кои што имаат симптоми на овој вирус. Голем број од овие се лекуваат или се консултираат со матичниот доктор, по потреба доаѓаат и во детско одделение, како што и ви кажав дека има доста од нив. Грото од нив се враќаат назад со терапија и со совет за дома. Обично ова се случува повеќе кај децата, затоа што децата имаат послаб имунитет, односно се уште не формиран имунитет и не може да се одбрани. Најчеста грешка која родителите ја прават е давањето на антибиотик на своја рака, велат лекарите. Доктор Муче советува, без консултација со педијатар, да не се даваат такви лекови, туку само да се делува врз ублажување на симптомите и да се следи состојбата. Ги советуваме сите тие родители кои што имаат деца со вакви симптоми, најбитно е да не даваат антибиотик без да се договорат со матичниот педијатар, него да симптоматски да го лекуваат дома. Прво, условите дома, во домашни услови да бидат адекватни, што значи тоа, тие соби да бидат проветрувани, дезинфектирани и да се даваат што повеќе течности, овошје, зеленчук, за да се појача имунитетот кај тие деца. Кај тие што имаат температура, обично ќе им се даде парацетамол или ибупрофен, може туширање со млака вода и да се дава доста течности за пиење. Најголемиот дел од децата ги поминуваат вирусите без компликации, но има и случаи кога развиваат бронхит или пневмонија и е неопходна хоспитализација. Обично, ова може да потрае максимум 7 дена, 5 до 7 дена и кај децата кои што имаат релативно добар имунитет поминува без компликации. Во еден мал број, кај децата може да се комплицира и може да се случи да имаат, например, температурата да е повеќе од 3-4 дена над 39 степени, да имаат тешко дишење, цианоза на усните и тие мора да се хоспитализираат во детско одделение. Битно е... Да, тие се со компликации. Компликации повеќе со бронхити, со некоја пнеумонија, не многу, 2-3 со пнеумонии, меѓутоа не се во тешка состојба. Со оглед дека се наоѓаме во ковид пандемија, а грипот и коронавирусот развиваат слични симптоми, на децата кои доаѓаат на одделението со такви тегоби им се прави тест за ковид. Периодов не се потврдени позитивни случаи. Денеска започнува пријавувањето за вакцинација против сезонски грип преку страницата vakcinacija.mk. Со ваква вакцинација пак ќе бидат опфатени повеќе групи граѓани. Од денеска започнува пријавувањето за вакцинација против сезонски грип, кое што ќе се врши преку страницата vakcinacija.mk. Со пополнување на формуларот се одвива регистрирањето за вакцинација во системот Мој термин. Согласно распоредот за вакцинирање, по пат на SMS порака, пријавените граѓани ќе добијат информација за точниот датум и време кога треба да дојдат за примање на вакцината на пунктот кој што се избира при регистрација во системот. Покрај тоа што оваа вакцина создава своји антитела, може да даде, има цели докази, дека може да даде одредена заштита. Значи, таа не е истата заштита како за корона. Ова не е вакцинација за корона, но го подига имунитетот на некој друго ниво, кај што може да се избори и да даде многу поедноставен одговор
и кога ќе дојде, на пример, организмот во контакт со некои слични други вируси, затоа што короната припаѓа во истата група на вируси. Заради тоа е пожелно да се вакцинираат сите пациенти. Инаку Министерството за здравство има набавено 40.000 дози 4 типни вакцини против сезонски грип за повеќе ризични групи, како што се старите лица над 65 години, лицата со хронични заболувања, здравствените работници и децата на возраст од 6 месеци до 5 години. Трета година поред, вакцината против грип за овие групи граѓани е бесплатна. Приведен 28-годишник од Тетовски Пирок поради извршен физички напад на малолетник. Спроведена контрола за брзина со која се движат возилата во и надвор од населено место. Ова се само дел од информациите на билтенот на СВР Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 10 часот лишиле од слобода 28-годишникот Тетовски Пирок поради сомненија дека со две други лица на 25 октомври во Гостивар физички нападнале малолетник во Гостивар и му одзеле пари и мобилен телефон. Тој бил задржан во полициската станица Гостивар и против него е изготвен соодветен поднесок по член 237 од Кривичниот законник, како и против другите две лица. Секторот за внатрешни работи Тетово ќе поднесе соодветен поднесок против 33-годишникот Тетовско Милетина, кој на први овој месец пријавил дека околу 2 часот и 40 минути пред угостителски објект во Тетовска Брвеница физички бил нападнат од 43-годишникот од истото село, пошто ја повлекол пријавата, а со што сторил прекршок по член 16 од Законот за прекршоци против јавниот ред и мир. Вчера во 16 часот и 40 минути, 36-годишникот Тетово во СВР Тетово пријавил дека во Тетовско Камењане бил физички нападнат од 34-годишник исто така од Тетово. Случајот е расчистен и против 34-годишникот ќе следува соодветен поднесок. На подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово, вчера во периодот од 8 до 20 часот спроведени се контролни активности за брзина, со која се движат возилата во и надвор од населено место. При контролата биле откриени и санкционирани 30 пречекорувања на максимално дозволената брзина надвор од населено место, 9 во Тетово и 21 прекршок во Гостивар, од кои 6 за 50 до 70 км на час, како и 3 пречекорувања во населено место. Во вчерашните активности исто така санкционирани се и 20 други видови сообраќајни прекршоци, 14 во Тетово и 6 во Гостивар. Предходниот месец во рамките на СВР Тетово биле регистрирани вкупно 549 пречекорувања на максимално дозволената брзина со која се движат возилата, при што овој сообраќајен прекршок и понатаму е еден од најчестите во Полошко. Неприлагодената брзина според условите на патот, односно пребрзото возење, и минатиот месец бил еден од најчестите сообраќајни прекршоци на подрачјето на СВР Тетово. Во овој период регистрирани се вкупно 549 пречекорувања на максимално дозволената брзина, 311 во Тетово и 238 во Гостивар, претежно надвор од населено место, особено на автопатот Гостивар Тетово Скопје, но и на околните регионални патишта, како и на влезовите во Тетово и Гостивар. Овие пречекорувања соодветно биле санкционирани со изготвување на поднесоци со други законски предвидени мерки кои се однесуваат на возачите кои драстично ја пречекориле дозволената брзина. Зависно од констатираното пречекорување, возачите ќе се соочат со парични глоби од 45 до 400 евра во денарска противредност, а екстремно брзите и со заштитна мерка забрана за управување на возилата од 3 месеци до 1 година. Редовните заселените и акциските контроли за брзина ќе продолжат и во наредниот период, дотолку повеќе што токму пребрзото возење било причина за 23 од тетовските октомврски сообраќајни несреќи, а слична е и состојбата на гостиварското подрачје. Женскиот фудбалски клуб Љуботен го доживеа првиот пораз оваа сезона, откако на домашен терен загуби од Скопје со 4-2. Женската фудбалска екипа на Љуботен во рамки на четвртото коло го доживеа првиот пораз оваа сезона и веќе не е лидер на првенствената табела. Тетовските фудбалерки, иако беа фаворитки, сепак доживеа пораз од 4-2 од составот на Скопје 2014.
Гостинската екипа прва дојде во водство во 30-тата минута со погодокот на Ангела Стојковска. Љуботен само 7 минути подоцна изамни на 1:1 преку Јулија Живич. Во вториот дел екипата на Скопје со хет-трикот на Теја Божиновска го реши победникот на овој надпревар. Фудбалерките на Љуботен до крајот на мечот само намалија на 4:2 со голот на интернационалката од Венецуела Марија Паес. Знаејќи го составот на Љуботен, нивните засилувања, очекувавме многу поголем отпор од ова. Ние допатувавме со доста повредени без клучни играчи, меѓутоа ете успеавме со добра борба, с добра тактика да го совладаме домаќинот и им посакуваме многу голем успех во понатамошното надпреварување. Надпревар во кој што имаше голема борба според мене, иако во нашиот тим недостасуваат неколку играчи поради повреди. Меѓутоа мислам дека беше доста добар надпревар во кој што ние дававме максимум секоја од нас и се изборевме за тие 3 бода кои што сметаме дека ќе ни бидат многу потребни и така одиме на секој надпревар одиме за победа. Па искрено се боревме доста тежок надпревар, се играше на повеќе на средината на теренот, но со успешна игра со додавање дојдовме до доминација на овој надпревар, така да што и очекуваме и во наредните кола исто да одиме на победа. На останатите надпревари од четвртото коло на првата женска фудбалска лига беа постигнати следниве резултати. Борес Тиверија 2:3, Деспина Саса 1:4, Ас Юнајтед Речица 6:1 и Топ Гол Атлетико 1:0. Колото ќе биде затворено денес со дуелот помеѓу Истатов и Шкендија. На табелата во водство се екипите на Ас Юнајтед и Саса со по 10 бодови пред Љуботен и Тиверија кои имаат по 9. Селекторот на фудбалската репрезентација на Македонија Благоје Милевски го објави списокот на повикани фудбалери за квалификацијските надпревари против Ерменија на 11, против Исланд на 14 ноември. Ние сме во процес на создавање на репрезентација и тим за квалификациите за Европското првенство 2024 и сето тоа што го работиме во моментов и во инина е со главна цел тоа. Веќе сме навикнати за жал да се соочуваме со проблеми од тој тип. Исто и во септемврискиот циклус на надпревар го немавме Адеми и Бово Николов. Во октомврискиот го немавме Барди, има повреда на грбот. Познак прашалник беа и Спировски и Костадинов, но последните информации ни даваат јасна слика за нивната здравствена состојба и они се окей. Дени Илиев веќе направи хируршки зафат на менискусот на коленото и сме и без него, но сите останати се исти. Никола Ѓоргиев го нема поради слабата минутажа што има во моментот во клубот. Што се однесува до самиот надпревар, сета наша концентрација е насочена кон тој надпревар со Ерменија. Противникот добро ни е познат, повеќе пати сме се соочили со него во квалификации, дали европски, дали за светско првенство. Одигравме еден надпревар во Скопје, според мене одличен, егал, имавме малку поише одиграти доминација на тој надпревар, но тоа ништо не ни дава за право за да бидеме опуштени во пресет на овој надпревар што не очекува сега. Не очекува тежок надпревар, мотивиран противник кој исто така има егал шанси исто како и ние за второто место во нашата група и мислам дека сме подготвени за тој предизвик и никако не се откажуваме до крај, додека постојат и теоретски и шанси, со што би биле задоволни во секој надпревар, секој дека мотивот е на највисоко можно ниво и главната цел е да дојдеме до победа.
Почитувани гледачи, тука ги завршуваме вестите. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!